Се наоѓаме во Музеот на современа уметност во Скопје и тука ќе имаме можност да поразговараме со Бојана Јанева. Таа е кустос во музеот, во одделот за едукација и исто така музејско водење. Подетално за незината улога во музеот, но исто така и колку музеот е привлечен за публиката, ќе разговараме токму со Јанева. Ви благодарам што одвоевте време и што сте одлични домаќини тука во Музеот на современа уметност, Бојана. И еве за почеток, кажете ли малку подетално за вашата улога како кустос овде во музеот? Да, фала ви многу. Секогаш ни е многу драго кога доаѓате и сте заинтересирани за нашите содржини. Јас сум, како што ме најавивте, кустос во одделот за едукација и музејско водење. И навистина тоа е едно поле кое што и во светот и кај нас како музеите да сваќаат колку е значајно, бидејќи луѓето од едукација во музеите се луѓето кои што се на прва линија, односно го представуваат музеот, но исто така и комуницираат најмногу со публиката. Толку е широко полето што јас навистина не знам во која насока да отидам и гледам што е најмногу потребно за музеот. Па така би почнала например со така наречениот проект кој што се нарекува МСУ Ремек дела за сите. Тоа е проект од инклузија, односно е проект кој што беше развиен од музеот, меѓутоа доби поддршка не само од Министерството за култура, туку и грант на Хедли Траст фондација од Англија преку Балканската мрежа на музеи. И со тој проект навистина направивме реплики кои што на делата, на оригиналните дела, реплики кои што се тактилни, така наречени тактилни реплики, кои имаат и луѓето кои што се слабовидни или слепи можат преку допир да го запознаат делото. Пропратени се со текстови на Брајово писмо, кое што исто така, и имаме НФЛ тагови на секое дело. 11 ремек дела се направени во реплики, имаме тагови кои што содржат исто така текстот, обестувањето за делото е со знаковен јазик. Тоа е навистина еден проект со кој што се трудиме музеот да биде достапен за сите. Тоа е една од целите на одделението за едукација на музеот и поголемата работа, позначена и ќе трае повеќе време, што од овој проект исто така добивме студија од професионалци за пристапност на музеот. Се што му недостасува на музеот да се воведе за да можат луѓето со секаков тип на луѓе со попречености да пристигнат и да уживаат во музејската колекција. Тоа е вака едно. МСУ водичот, предпоставувам, може би сакате за тоа да ме прашате, МСУ водичот кој што е секогаш во сабота, во 12 часот, заедно со матине, придружено со други содржини, е еднаш месечно и има, многу се радуваме што има голем одзив, голем број на публика која што доаѓа кај нас. Секогаш имате навистина фантастични проекти, така еве и овој период е, а би сакала да ве прашам што вам ве мотивираше да се насочите кон кураторството и кон современата уметност? Одлично, тоа е една траекторија животна цела, која што не беше по праволиниска досега. Јас имам искуство, првите 10 години по завршувањето на факултетот бе во византијска уметност, сосема трансисториски скок. Потоа 10 години бев куратор, односно куратор на изложби преку невладини организации. Меѓутоа, најмногу се пронедов некако овие години во едукацијата, бидејќи многу е важно за едукацијата не само да се има знаење за материјалот, туку и да бидете таква личност, таков карактер. Пред се да ги сакате луѓето, да комуницирате со луѓето и мислам дека ми одговара не само според интелектуалното му знаење, туку и според личноста. Апсолутно е така, а и генерално Музеот на современа уметност има единствена историја. Па како таа историја во овој современ свет се вклопува? Одлично што го нагласивте, ова е единствена, затоа што нема музеј во светот кој што бил создаден на ваков начин, односно бил создаден најпрвено од уметничките дела, односно од уметниците. По земјотресот во 63-та година имало голем број на уметници од цел свет, за Пикасо знаеме, исто така и голем број на уметници модернисти од минатиот век кои што донирале уметнички дела на градот Скопје и заради нивната бројка, заради нивниот
одзив заради бројот на уметничките дела, сепак се формирал музеот вете во 64 година, а бил изграден нешто подоцна како подорок од Полска 68 до 70 година. Влијае многу во современието затоа што голем број на уметници кои што се ја сметаат солидарноста како своја идентитетска особина, значени светски уметници се одлучуваат повторно да дојдат кај нас и да излагаат токму заради начинот на кој што е создаден музеот. Бојана, како реагираат посетителите на современите дела кои што понекогаш се и провокативни? Современата уметност, една од главните особености е да провоцира, односно да е доста критичка, размислува за општествените, социјалните, економските, културните појави и реагира на нив на начин што сака например, изложбата која што е околу нас, е изложба која што е наречена Истокот е се уште можен и е представа на колекцијата на Модерна галерија од Љубљана, заедно со дела од нашата колекција, и тоа се уметници кои што порано концептуални уметници или некои ги нарекуваат и авангарда, кои што уште од 50-тите, 60-тите години го вознемируваат јавното мислење со цел да се поттикне размислувањето на поголем број на луѓе за како се креираат идеологиите и како се наметнуваат во нивните дотични земји. Значи, представени се уметници од целата балканска територија. Тие соработки се многу клучни, мислам, многу значени се, и со земјите од регионот, но ние сме имали изложување во Њујорк, нели, на наши уметности и взаемно сето тоа било. Во Виена, да. Во Виена ова соработка, значи представувањето на претежно дела од Модерна галерија и музеј на современа уметност од Љубљана е всушност продолжение на претходната година, еве сега се затвора во моментот, беше отворена ткање на светови. Ние со нашата колекција, поголемиот дел од нашата колекција беа представени на љубљанската словенечката публика, а сега е кај нас на истиот начин нивната колекција представена. Тие конекции се многу значени, тоа е еден голем тим, морам да се го пофалам, тимот на кустоси, куратори кои што работат, нивни соработки кои што ги воспоставуваат и на музеот му го носат секако значена улога и значено место не само на регионалната сцена, туку и на европската сцена. Едукативниот карактер исто така многу важен на самиот музеј, па колку младите се заинтересирани за посета на музеот, дали има млади посетители, каква е публиката генерално? Да, ова е болно прашање за сите што работат едукација, не е болно, туку е провоцирачки, така по-точно да се изразам, бидејќи многу е тешко најтешка група за работа се тинеџерите, бидејќи нели во тој период се пројавува незаинтересираност целокупна за околината и е провокативно. Ние тоа го осмислуваме со различен тип на програми, односно активности, да не биде само посета на изложба, туку и работилници, каде што они можат не само да научат нешто ново, туку и самите да го изработат тоа. Што вас посебно ве возбудува и ве фасцинира овој период сега? Можете ли некои други проекти да ни најавите? Одлично прашање. Не знам дали смеам, тие извади ми колишката Албана Бектиши, која што работи како графички дизајнер во музеот. Она бидејќи со неа сме во канцеларија, имавме идеја, нејзина идеја, и јас со цело срце ја прифатив, да направиме книга за најмалите, каде што ќе ги запознаеме со оделите на музеот, со најзначајните уметнички дела и така да ова го работиме сега, ова е само во најава. Меѓутоа се радувам на вистина, ова е само еден пример, се радувам на сите можни нови начини како да се допре до публиката. Тоа ми е основната цел. Верувам дека сите не само во Скопје, туку во Македонија треба да го знаат значењето на музеот на современата уметност за нашата држава. А тоа вие сите овие години го правите, па еви со проектот Ремек дела за сите, кој што навистина за поздрав и секоја чест, секој да има можност да дојде, да ги почувствува делата нели на врвните уметници. Тука моментално имаме изложба која што е нели во тек и гледачите можат да дојдат да ја погледнат. Имаме дела меѓу другите од Марина Абрамовиќ, од многу други уметници. Кој вас посебно ве воодушевува? Може ли да се издвои? Леле, јас
Бидејќи јас кога ги подготвувам своите МСО водичи, многу разговарам и со самите куратори кои што организираат изложбата и според тоа шегата на Владимир Јанчевски вика од твојот нов другар, мојот нов другар е бидејќи ја навистина така длабоко навлегувам, се читам, се гледам, се што можам да најдам материјали. Јон Григореско е на пример автор од Романија, кој што за време на Чаушеску во една голема изолација бил означен како уметник кој што не е омилен од страна на врхушката, на политичката врхушка на државата, па како голем број на уметници од тој период биле изолирани и правеле уметност само за себе или за најблиските, бидејќи биле им претела опасност не само да изгубат дом, да изгубат работа, туку и да бидат пратени во затвори за политички неподобни личности. Така да има една голема снимал видеа, например, он работел во повеќе техники, меѓутоа видеа кои што биле толку провокативни што не биле никаде изложувани, меѓутоа по падот на Чаушеску навистина станува еден од главните звезди на минатиот век. Апсолутно, да. И еве, Музеот на современа уметност е отворен за сите посетители, нели? Имате многу настани, како што спомнавме, матинето исто така, па кажете ни кога всушност се случува матинето, да знаат нашите гледачи. Да, тоа е, ќе треба да не пратат, будно да не пратат по социјалните мрежи, бидејќи секогаш е еднаш месечно, зависи во време траењето на изложбите, доколку е изложбата пократко време, тогаш може да бидат и 2 пати месечно, меѓутоа еднаш месечно идат сигурно. Следното матине ќе биде во март, ама за датумот ќе треба да не пратат на социјалните мрежи. Многу ви благодарам, Бојана, за гостопримството тука и секако се гледаме на некои следни ваши настани тука. Секако ве чекаме секогаш. Фала ви, Марија, уште еднаш за вашето доаѓање во Музеот на современата уметност.